Чарли Чаплин има направено 150 сјајни драмски пиеси без употреба на зборови. Кој е нивниот материјал? Тој употребува драмски агли, пресврти, кривини. Тоа се основните единици на драмското структурирање. Комедијата е вториот драмски вид што хронолошки се појавува во античката книжевност. Првите значајни автори на комедии се Аристофан и Плаут. Во комедијата на книжевно-уметнички начин се обработува смешната страна на животот. Во неа доминираат ликови и настани од секојдневниот живот. Комичниот ефект се постигнува со потенцирање на неусогласеноста меѓу способностите и можностите на ликовите од една страна и нивните желби, копнежи и стремежи од друга страна. Тоа значи дека комичните јунаци најчесто се вообразени, скржавци, страшливци, ограничени кариеристи и слично. Светска слава стекнале комедиите на Шекспир, Молиер, Гоголь. Сатирата е книжевна форма во која се критикува или исмејува личност, група, држава или власт. Често се користи како средство во политичките борби. Сатирата ги разобличува општествените недостатоци, политичките страсти, човековите себичности, непромислености, мани и глупости, а со подсмев на духовит начин се критикува, опоменува и казнува. Додека хуморот забавува, ослободува и растеретува, сатирата со својата горчина придвижува и обврзува. Техниката на комичното преувеличување и употребата на карикатура и хипербола е најмоќното уметничко средство на сатиричарот. Карикатурата е најстарата уметност. Во првите обиди да изрази нешто со зборови, човекот се уште не можел да говори и притоа соговорникот му подавал јаглен од огнот во пештерата, за да ја нацрта по раката над зидот, за воедно да ја разбере истата. Така се поставени темелите на карикатурата. Денес сите карикатури ги гледаме како цртеж, во кој свесно се истакнати, зголемени и изобличени карактеристичните црти на некоја личност, предмет, настан или појава, за да се постигне комичен или сатиричен ефект.